петочно издание на Отвореното студио 1. Добар ден и добре дојдовте. И за заокружување на оваа работна недела, барем во овој прв дел од денот, се дружите како и секогаш со мене и мојот колега Владко Чаловски. Така, добар ден и од мене, а да видиме што е оно што не очекува денеска во Отвореното студио. Како што знаете, со почеток од 14 часот се до 23 часот, барем оно што е стандард во овој прв отворен дел, се подсетуваме на некои од најважните поенти, односно гостувања во Отвореното студио, меѓутоа и во авторските емисии, како и во централниот дневник. За после овој прв дел, кој што ќе го заокружиме јас и Јана, ќе следи информативното издание со Елена Джугуманова, ќе ја проследите секако и деталната временска прогноза со Славчо Поповски, пред јас и Јана во 15 часот и 20 минути да се вратиме повторно во студиото. А наша прва гостинка за денеска е писателката Маја Божиновска, со која ќе разговараме за сите нејзини идеи, како и реализација на книгата Флерт, уцени и високи подпетици. Ќе признаете дека ова е наслов кој што секако предизвикува внимание. Во 16 часот ќе следи уште едно информативно издание со Елена Джугуманова. За јас и Јана да се вратиме во 17 часот, а оно што ќе го работиме со нашата гостинка Маја Чадиева на тема шанса за македонските студенти да го изучуваат американското право во Атина и во Чикаго. По нашиот дел следува забавниот дел, музичкото талент шоу Звезда број 1, ексклузив и Сергеј Варошлија, а од 19 часот и 20 минути се дружите со Јадранка Костова овде од студиото. Нејзина прва гостинка за денеска е Ана Павловска Данева, професорка по административно право. Ке зборуваат за сите оние очекувања кога се наметнува темата за премиерската метла, актуелна веќе неколку недели. А гостин во дневникот, односно гостинка, Жанета Скерлев, ке зборуваат за прашањата поврзани со Велика Британија. Отвореното студио продолжува во 21 часот со Јадранка Костова, нејзин гостин е доктор Гроздан Цветковски, а вечерва од 22 часот следува авторската емисија Спорт 1. Гости кај Слаген Ивковиќ се Александар Таневски, тренер на Македонија Ѓорче Петров и Југослав Тренчовски, тренер на Академија Пандев, и се тоа во пресред на преносот кој што Еден ТВ ќе го врши од финалето на Купот на Македонија во фудбал. И се знае, дели, 22:50, односно 23 часот некаде, ова студио го заокружуваме со последното информативно издание. Така е, Чаловски, тоа беше генералната најава за нашето петочно маратонско Отворено студио 1. А сега стартуваме, односно ќе погледнеме еден извадок од вчерашниот разговор на Анета Кочишки со Власко Стојановски, која раскажа тука во студиото неговата животна приказна. Борбата со институциите, откако по разводот фактички му било доделено старателството на неговиот син, меѓутоа веднаш потоа му било одземено. За сите негови перипетии и борбата за да си го задржи своето дете, слушаме во продолжение дел од овој разговор. Што може да се случи со човечката судбина кога институциите ќе си поиграат со истата? Ние како општество не можеме да останеме глуви и слепи на се поголемиот број тешки разводи на кои што децата се најчесто жртва. Во најавата кажувам дека водите битка и голгота за да си го вратите детето кое што чисто старател сте биле, но сега тоа старателство ви е одземено. Немаме многу време, ќе одиме најбрзо што можеме. Вие сте со судски процеси, со социјални работници и така натаму, полни за раскажување, но ние ќе се обидеме да ја раскажеме приказната во некоја минута. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и добре дојдовте. Фала ви за просторот и времето. Одбирате да говорите јавно за ова, Да. затоа што сметате дека тоа е во моментот единствениот начин за да се слушне вашиот глас, Да. или? Да, затоа што мислам дека едноставно на овој начин може да се
онака прикаже вистината целосна, да се излезе некако од тој лавиринт по институции. Едноставно не гледам спас во институциите. Повеќе 6 години се обидувам, значи, институционално да го решам прашањево, но мислам дека уште повеќе не раздели, не раскара, да кажам, со бившата сопруга, ова и сето тоа се одразува врз детето. Значи тој конфузијата, значи во институцијата, спороста на начинот на како се реагира или како се решава. Вашата сопруга е странски државјанин, вие Да. запознавате во незината матична земја, се случува љубов, останува бремена и доаѓате да живеете во Скопје. Да, после кратко познанство, значи стапивме во брак, но и многу исто така да кажам, брзо се разведовме. Но откако се роди синот? Да, од кога се роди синот. Значи, ова ми е прв брак, прво дете, нези е втор брак, значи во матичната земја во Белорусија незе 4 години исто судот вако на таткото го има доделено детето. Овдека кај нас после 6 години значи се трудам, што се вика, да го родам, да го направам човек, да стане детето. Пред 2 месеца дојде ваква правосилна одлука и тоа многу брзо од апелација. Едноставно бевме изненадени, не успеавме ни поднесок некој да поднесеме. Беше направено буквално копи-пейст на одлуката од суд 2. И едноставно сега детето живее, значи... Да, но пред 6 години тоа било поинаку. Детето, вашиот син, ви е доделен вам. Вие да бидете негов старател, а мајката да ги има тие видувања, нели, и ограничени посети или како веќе тоа оди. 6 години тоа како функционираше? Имаше ли проблеми или беше секако што треба? Имаше нон-стоп проблеми заради неадекватното однесување на мајката, како да кажам. Значи, тоа се случија некои немили настани, значи имаше обид за самоубиство, па лечење на клиника на психијатрија, 2 месеци, 60 дена иследување и само тогаш се направија тие, да кажам, вештачења според меѓународните стандарди МК-10, каде што 15 дена е потребно иследување за тој тип на расстройство. Се враќаме назад во живо од студиото и една тема која што е несекојдневна, мора да се признае. Чомовски работеше овде во студиото вчера со својот гостин, универзитетскиот професор и историчар византолог Митко Панов, кој што е автор на книгата Ослепена држава, издадена непосредно пред доаѓањето на папата Франциск во држава. Имено темата на разговор која што Чомовски својот соговорник ја има беше врската меѓу цар Самуил и Ватикан, односно зошто Ватикан е значаен за македонската, но и за балканската историја. Според авторот, оваа книга доаѓа природно, бидејќи не е доволно раскажана приказната за цар Самуил. Да погледнеме во продолжение. Каква имаат врска Ватикан и цар Самуил? Што е тоа што Ватикан е значаен за македонската и ова овдешна балканска историја? Во какви релации се Византија, царот Самуил и Охридската архиепископија? Што се крие во тајните одаи на Ватикан? Мој вечерашен гостин е универзитетскиот професор и историчар, византолог, што е инаку прилично ретка област во меѓу историографите, Митко Панов. Добро вечер, благодарам што дојдовте. Добро вечер, благодарам за покана. Професоре, многу индикативно е што непосредно пред доаѓањето на папата издавачката куќа холандска Брил ја објавува вашата монографија Ослепена држава. Што е најважно, тоа е на англиски јазик. Малку потоа ќе разговараме и за
детаљите околу финансирањето и вашиот предизвик. Најпрво објаснете зошто ослепена држава. Па, ослепена држава дојде природно, бидејќи истражувањето за цар Самуил трае, може да кажам, повеќе децении. Моја преокупација, а во фокусот е последните 5 години, откако добив покана од уредниците на Брил да напишам монографија специјално посветена на Самуил, бидејќи нема таков тип на монографија на англиски јазик објавено во светски рамки. И од тука почна мојот интерес во смисол на деконструирање на одредени настани процеси, бидејќи почнав од една логична предпоставка дека Самуил е замаскиран фактички, почнувајќи од Византија, па сите тие интерпретации подоцнежни. И она што го имаме денес на располагање во севкупната историографија, дали македонска и балканска и светска, го имаме како напласти. Напласти од конструкции, интерпретации, и мојата задача беше, она што си го поставив е да еден слој по слој напласти ги симнувам, за да дојдам до она суровата слика за Самуил, каква била, колку што можеме ние, нели, од сегашна перспектива да го реконструирам. Професоре, как архивите на Ватикан за македонските историчари, воопшто за историчарите во она отворена смисла, библиотеката и досега биле дозволени со еден договор мислам на еден од претходните амбасадори, Звонко Јанкуловски и така натаму. Она што е прилично специфично дека сега се достапни, да кажам, тајни архиви. Што значат тајни архиви за Ватикан? До кое ниво се симнувате? Предполагам не до кодот на Да Винчи. Па јас бев пред 2 години, 2 недели по истражување во Ватикан, во Ватиканската така наречен тајен архив, и во архивот на пропаганда Фиде, кој што датира од подоцна од 16 век. И колку што може реално во тие 2 недели да се истражи, бидејќи тоа е како да истражувате во, нели, игла во пластина. Едноставно, тука се соочувате со првиот предизвик, бидејќи тоа се регистри кои што не се класифицирани. Зборувам за тајниот архив. Туку едноставно почнувате да барате, од некаде почнувате да барате. Јас, мојата тенденција и интенција кога отидов таму беше да најдам нешто за средновековието, бидејќи, нели, она што го имаме ние како единствен податок околу кронисувањето на Самуил за цар, потекнува токму од Ватикан, од преписката на Инокенти III со бугарскиот цар Калоен, односно обидот на Калоен да издействува царско признание од страна на папството тогаш. Така да, тоа ми беше интенцијата, меѓутоа, како што кажав, таму мислам дека треба систематски да се работи, односно да се престојува можеби година, 2, 3, за да реално нешто се најде. А во вчерашното отворено студио 1 кај колегата Чаловски и колешката Елена Милошевска беа едни млади дечки од STEM академијата и секако нивниот ментор Жарко Поп Илиев. Разговараа на една необична и интересна тема како всушност се создаваат млади иноватори во Македонија. Академијата STEM секако е еден предводник во овој однос, опфаќа деца од 5 до 21 година всушност, каде што се учат критички да размислуваат, меѓутоа и главниот фокус секако да биде ставен нешто да се измисли што е ново и што е добро. Така што ова е уште еден доказ дека Македонија и тоа како уште од мали нозе на деца има што да понуди. Во продолжение гледаме и дел од овој разговор. Темата на која што работиме е STEM. Значи, тоа е светски познат акроним, Science, Technology, Engineering and Math, наука, технологија, инженерство и математика,
Меѓутоа, тука тоа не значи повеќе часови математика, не повеќе формули и така натаму, него ова едукација е насочена токму кон решавање, користењето на науката и технологијата при решавање на секојдневни проблеми, практични проблеми и така натаму. Како например? Како например како функционира, да речеме, како работи кран или како работи, значи часовите се така насочени да се така организирани да децата го разглобуваат проблемот и врз основа на тоа смислуваат решение кое што го склопуваат со посебни, така, Lego Education коцки, кои што не се во комерцијална продажба. При тоа, значи, се јакнат сите тие вештини од типот на критичко размислување, на решавање на проблеми, дисциплина, социјални вештини и така натаму и така натаму. Значи сите се тие така наречени вештини на 21 век кои што во принцип му возможуваат на децата доколку ги стекнат, во принцип да успеат да се снајдат во било која ситуација. Да не се блокираат од проблеми кои ќе се соочат со некаков проблем или да воочат одредени можности да ги искористат и така натаму и така натаму. Значи, важно е всушност не само да го стекнат знаењето, туку и да знаат како да го искористат и да го применат. Значи, пред се ова е знаење што го стекнуваат е да се примени знаењето. Значи, многу различно од формалниот образовен систем. Целиот разговор со Јован и Симон, двајцата млади момци кои што беа овде заедно со господинот Жарков во студиото, сонуваат еден ден да работат на тема роботика, а роботиката, ако се земе в предвид технологијата која што е се понапредна, може би ќе понуди решенија за некои од проблемите за кои што воопшто. Па дури и да стигнат до НАСА им било желба. Зашто да не, да. Така. Во момент кога го развиваат нели своето знаење, зашто да не? Да, и дефинитивно, како што и кажав во најавата, треба повеќе да се обрнува внимание на децата во овој однос, да се учат критички да размислуваат и добро е тоа што го прави STEM Академијата. Секако и ова денешно отворено студио 1 во подоснежните термини ќе понудиме разговори со лица кои што се инволвирани во образованието, овој пат и на студентите всушност, како може би оние што сакаат да студираат американско право може да си го направат тоа и да си ја остварат оваа шанса, бидејќи тоа и не е целта, да сме шаренолики и различни. Секако да, и оставаме простор за сите оние кои што имаат некакви успеси, кои што се амбасадори на држава, кои што добиле признанија, секако тоа е нешто што убаво е цела нација да го види. Меѓутоа да не должиме уште многу, Јана, само да потенцираме дека целите разговори ги имате на каналот на 1TV на YouTube, како и на сајтот 1tv.mk. Јас и Јана овде ќе се одјавиме, а вие останете со 1TV и содржините. За кратко ќе следат и вестите со Елена Джугуманова. Збирам од џардина, збирам и појнолепче ми дава за душа. Тешко, како живеете? Тешко ли е? Претешко, не тешко. Претешко. Ево одеме на гробиште за едно јајце. За едно јајце одам на гробиште. Оте немаме пари да купиме, пари немаме за јајце, а вели да на сите ние.
59-годишниот Владе Стојановски од Прилеп живее во тешка сиромаштија. Ваквата судбина ја дели и неговата сопруга Илинка заедно со нејзиниот брат кој нема свое живеалиште. Тричленото семејство нема никакви примања. Имале социјална помош од 1900 динари, но и таа им ја укинале. Поради тоа Владе е приморан да пита за парче леп. Помага кој колку може, но во денешно време таквите луѓе се ретки, ни солзи ни раскажа Владе. Бите со ме беше поднако. Друго кажете ми еве што апелирате до граѓаните и институциите, што ви е најпотребно? Да биде здрави и живи граѓаните. И што да речем друго. Јас и не сакам оние луѓе што се многу лакоми. Како немој сам и грев на еден сиромах човек да му го скина 1900 денари. Што земаме приход многу, а тие земаат 1000 дарки во една ден. 6000 зема за 20 дена, што седа по 2 сати. И тоа е. Ма немам пари ни за орање, ни за кири, од каде пари. И туту не можам да садам. Кажете ми што радувам имате, фрижидер, друго што... Ма дали чини тоа? Ако чини, ќе беше топло. Ма нема ништо. Да вено сам, нема ништо, тоа е. Ништо не работи. А креветите или... Креветите што ми дава луѓето. Луѓето ми дава, мога да му работам, му купам некој бавчен, по некој си така. Нема од каде. Тимот на Тинекс и 1 ТВ го посети ова семејство со цел барем накратко тие да заборават на тешките денови. Фамилијата Стојановски добија ваучер во вредност од 10.000 динари, а со него ќе може да си купат производи кои им се неопходни. Не испратија со насмевка на лицето, но и со надеж дека ќе има повеќе хумани луѓе кои ќе им помогнат. Потрагата по новиот музички талент е започната. Гледајте ги аудициите на Звезда